Добро вечер, Дебар, добро вечер, почитувани граѓани, богатството на мултиетничка, мултиконфесионална, мултинационална Република Македонија. Ви носам добра вест. Согласно сите информации, сите анкети, СРСМ и коалицијата влегуваат како фаворит на овие избори. Но има уште нешто. Нашиот Азем Фејзовски, нашата советничка листа, заедно со сите вас ќе бидат победничката листа и ќе ги повторат резултатите од минатата година на парламентарните избори. Драги пријатели, во само 100 дена централна власт покажавме што значи да се сака Република Македонија. Покажавме што значи да се почитуваат нашите граѓани. Покажавме што значи соодветна грижа за секој кој живее во Република Македонија. И македонец, и албанец, и турчин, и влав, и ром, и бошњак, и сите останати. Во само 100 дена донесовме неколку клучни закони како парламентарно мнозинство и како влада, кои што се за општ бенефит на сите наши граѓани. Го донесовме законот за минимална плата која што ќе изнесува минимум 12.000 денари и уште веднаш од 1. октомври над 70.000 наши сограѓани ќе земаат финансиски средства скоро двојно повеќе од оние што ги земале до пред месец дена. За над 3.000 стечајни работници го изгласавме законот за финансиски надомест од над 7.500 денари и овие наши напатени граѓани веќе за неколку дена ќе можат да го примат својот прв финансиски надоместок. Така се сака Република Македонија. Ја укинавме радиодифузната такса, го укинавме екстерното тестирање, а веќе за неколку дена сите ние во Република Македонија ќе можеме да ја користиме ефтината тарифа на струјата. За секој млад земјоделец обезбедивме неповратни 10.000 евра финансиски средства за собствен бизнис. Исто како што започнавме да владееме во нашата држава честно за добробит на сите наши сограѓани, со победата и со мнозинството гласови на оваа советничка листа, таа наша практика ќе ја продолжиме и тука во Дебар. Ние планираме сериозно да ја подобриме оваа општина. Мора во секое населено место, и ние со помош на Аирис и на сите вас ќе го обезбедиме тоа. Во секое населено место да обезбедиме соодветна инфраструктура, да има водовод и канализација буквално до секој дом. Тоа за жал во 21 век во Република Македонија го нема на сега. Го нема во повеќе од 40% од населените места. Исто така, неопходно е да увратиме здравиот начин на живот, да овозможиме здрав воздух за дишење и здрава вода за пиење насекаде за сите. Здравието на нашите сограѓани е пред се и е прв императив. Трето, општината ќе направиме да биде отворена за сите наши граѓани. На никој нема да му треба да има пријател, да има свој близок или да е партиски член од одредена партија за да може да се заврши одредена работа која што има во таа општина. Во нашата општина, во општина Дебар тука. Општината постои за вашите потреби, за вашите желби, за вашите барања, за вашите молби. Јас знам што сите ние ќе направиме. Јас знам дека нема да дозволиме да се реафирмира режимското владење. Меѓутоа неопходно е бројот 19 да добие сериозна, голема поддршка за живот во Дебар и во Република Македонија.